Почитувани мој, добар ден од сите од Црвена линија. Стартуваме со нова работна недела и секако со Ептен Жешкај и во моментот најактуелна тема. Со децении наназад студентот од Македонија е жртва на лошите политики и институционалната пасивност. Време е за студентски отпор, барем вака велат од студентски отпор. Студентите протестираат во моментот, државата и понатаму нема слух. Каков ни е односот кон луѓето кои треба да бидат нашата иднина? Тоа е она за што ќе зборуваме денес во Црвена линија и се надевам дека ќе ве има во голем број, а особено ќе ми биде драго доколку се вклучат и студентите во рамките на ова денешно издание на Црвена линија, како и оние кои што можеби досега немале навика да зборуваат и да го кажуваат својот став во емисии како Црвена линија. А за да го направите тоа, доволно е да го завртите. Имаме нов телефонски број од минатата недела 02-307-0005, а доколку го завртите, во можност ќе бидете вклучени на 5 активни телефонски линии, што значи нема долго да чекате, а она што е најважно при вклучувањето во комуникација со Црвена линија да се намали тонот на ТВ приемникот. Знам дека многу пати и постојано го повторуваме тоа, но само така ќе можеме одлично да се слушнеме и да комуницираме. Секако задолжително заследете ни на социјалните медиуми, како што е Facebook Црвена линија, профилот секако и на телевизија Телма, бидејќи и таму ги објавуваме нашите теми, а таму задолжително лајкнувате, шернувате и коментирате. Ама најважно е да бидете на Инстаграм, односно како инстаграмџи, да не заследите на Црвена линија профилот и се разбира да кликнете на Инстаграм стори, каде што и денес имаме анкета на која што ве прашуваме. Дали политичарите заборавиле како е да се биде студент или не биле студенти? Одговарате со биле или пак не биле, а резултатите редовно ги соопштуваме таму некаде по рекламите. И се разбира во продолжение, сега одиме и со уште едно прашање, кое што ќе го поставиме веднаш на оној кој што прв ќе се вклучи во денешната дискусија, а прашуваме дали сте студирале и дали сте имале воопшто проблем со топлиот оброк во текот на своите студии и воопшто какви биле вашите искуства како студенти. Ако имаме гледач, да го вклучиме веднаш. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Па еве прво прашање до вас, дали сте студирали и дали сте имале проблем со топлиот оброк? Да, сум бил, али воредно сум студирал и не сум имал такви можности за да користам топли оброци. А во поглед на вашата тема, каде што студентите демонстрират, а викате дека владата нема слух, овде искрено да ви кажам, а овде се инструирани некои политички игри во тие студентски работи, затоа што студентите никогаш не демонстрирале во ноември, во декември. Тие претежно демонстрираат мај, јуни, јули, август и така натаму, кога се оние битни елементи за студентот. Не е само за храната овде и смештајот не е како што треба. Затоа тука на некој начин треба да се потрудат владините организации да изготват што поголеми смештаи за студентите и по што подобра храна и што подобро топлина во тие студентски домови, за да може студентите да го работат она што му е зацртано во нивниот план. Благодарам многу. Ќе потсетам дека 90 секунди е време траењето на секое излагање на гледачите кои што ќе се вклучат во денешното издание на Црвена линија и секако ги охрабрувам и оние кои што се и актуелни студенти и оние кои што неодамна биле студенти, значи сите оние кои што имате било какво искуство, еве споделете го не само ставот, туку и еве можете да посочите какви разлики забележувате, како било некогаш, како е денес и дали од секогаш всушност студентот, како што изборуваме денес, е жртва на лошите политики и институционалната пасивност. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Поздрав до вас, поздрав за емисијата. Голем поздрав и до вас. Ја би ве замолила ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. Дали сега добро се слушаме? Одлично ве слушаме. Па еве,
според вас, најнапред, еве, дали сте студирале и какво е вашето искуство во студентските денови? Дали имало големи проблеми тогаш? Јас сум студирано на факултет за детективи и безбедност, како вонреден студент. Значи, не сум бил во студентски домови, али јас истото тоа искуство сум го имал како средниста. Значи, сум учил во средно полициско училиште во раните 93-94 година, каде што доста условите беа полоши него сега што ги уживаат студентите. Оброците тогаш не беа нешто обилни. Ние сме јаделе гравче и зелка салата. Ако закасниме на ручек, нема салата, само грав и леп. Значи сега а имам ќерка студент кој што е 4-та година на факултет за психологија. Сега мислам дека имаат многу подобри услови него порано. Само тие студенти не виделе ништо потешко. Политиките во високото образование то како се лоши, катастрофални се. Но мислам дека сега е многу подобро од порано. Само што овие дечиња сега не виделе нешто полошо. Така да одговорам и на другото ваше прашање, дали овие што се политичарите студирале... Заборавиле како да се биде... Па еве, еден председател, да речеме, на партија, тој бил асистент на неговиот татко. Благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија. Ќе потсетам апсолутно да се внимава на тајмерот, бидејќи автоматски се исклучува на 90-та секунда. Ќе ве потсетам секако да кликнете и на telma.com.mk. Сега и ќе ви го покажам насловот. Значи, МОВ се расте, само студентскиот стандард опаѓа, всушност Младински образовен форум, кратенката МОВ, реагира на предлогот измените на законот за субвенциониран студентски оброк, но и општо во врска со моменталната ситуација во која се наоѓаат студентите. Ајде да видиме што ќе каже новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден, пред се. Секој добро. Убав ден. Ви благодарам, ве поздравувам. Па еве, вие кога сте биле студент, доколку сте биле? Многу одавна, 80-тите години. Како ги паметите студентските денови? Дали еве да се кажам, кубуреше за топол оброк? Друг систем беше комунизмот за ФРЈ. Имаме услови сите, имаме лични доходи од родителите, од така да... Имало и тогаш, не дека немало, имаше купони кои што се јаделе во тие мензи, студентски, се тоа било друго, меѓутоа во друго време. Сега да навлезам подлабоко во темата за во оваа ситуација. Мислам дека владата со овој предлог многу греши. Како прво греши затоа што не е тоа е ситна риба да даде за 1000 студенти по 2 евра за еден оброк. Толку се студентите, тоа е на годишно ниво 2 милиона евра. Не е тоа пара. Кога знаете една македонски железници 30 години да е помагат, а се е загуба, се краде, македонски пошти исто така, македонски шуми, па зашто не ги не даде по еден оброк и за студентите? Мислам дека оваа влада со овој потез ќе сгреши и треба да го исправи ова. Треба да им се даде по еден топол оброк на студентите, не е тоа ништо и не е кошта многу. Повеќе ќе добие него што ќе изгуби. Им гарантирам нека имаат слух, дека повеќе ќе добијат него што ќе изгубат. И нека се свестат дека треба да се подпомогнат студенти. Јас сум да им се даде по еден топол. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Ги охрабрувам и доколку има и студенти кои што во моментот не следат или оние кои што неодамна ја завршиле својата студентска приказна да се вклучат во црвена линија. Секако да слушнеме свежи и неодамнешни искуства врзани токму за она со што се соочуваат студентите, особено оние кои што доаѓаат од внатрешноста, а се разбира неопходни им се услови. Одиме малку кај твитерџиите пред да вклучиме нов гледач. Ќе одиме со твитот на Дилан Док, кој што вели: затоа сите студенти ни бегаат во Словенија. Таму се заштитени како бели мечки и имаат
разни привилегии. Што ќе каже новиот гледач во црвена линија? Добар ден. Добар ден. Секој е добро? Благодарам. Па еве, вие дали сте биле студенти и дали еве сте имале проблем со топлиот оброк во Сега времето? ќе кажам. Да. Јас сум бил студент пред 50 години и не сум имал проблем со топол оброк, зашто сум скопјанец од Турско. Значи, имаа проблеми моите другари, што беа од провинцијата, пошто немаше факултети само во Скопје, и тие имаа топол оброк во студентските домови, ама живеева по Сопчиња и така натаму. Меѓутоа, не ми е јасно сега што е проблемот. Па има факултет во секое село, да не речам, така ли? Па нека студира таму и нема никаков проблем. Јас се плашам дека ова ми личи на, пак, како што е вообичаено кај нас, некаква политичка кампања по интерес на тоа кој да дое на власт и така натаму. Меѓутоа, мислам дека нема никаква причина за вакви проблеми. Видете ги, тие што студираат по Скопје, извинете господа, млади студенти, знаете што возат? Джипови. Во Скопје студираат само тие што имаат пари. Другите се снаоѓаат таму кај што ќе најдат во своето место. Ме разбирате? Значи, мора да сватиме веќе еднаш. И јас предлагам, као што има намера тие факултети да се укинат, тие немаат никаков критериум, се е за пари. Значи, Скопски универзитет имаше тогаш во Прилеп, еве нека бидат 2-3 таму и толку. Друго, студирање под рака за пари да нема. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Верувам дека ќе се вклучи и некој кој што е студент во моментот, па еве и директно ќе ни пренесе каква е состојбата и какви се условите, особено кога зборуваме за правото на топол оброк. Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Здраво. Здраво, секој е добро? Види вака, за студирање на времето, значи 82 година почна студии и не сум имал потреба да идам по домови, бидејќи у Скопје студирав на електротехнички факултет и не сум ни знал за вакви проблеми, знаеш, в тоа време, али нема проблеми. Вајда немале проблеми луѓето што доаѓале од надворешноста да студираат у Скопје, али од како дојде демократијава, дојде овој хаос. Абе, да се могло од секаде да се исцеди некоја пара, да се извлече некој ајдуклук да се направи, зборам од овие што се функционери и власт. Не зборам само за моментална власт, зборам за овие 30 и кусур години владење. Абе, ништо арно да се направило за студентите убаво, позитивно, ништо. Па и не друго, и доста ги отупеа. Добро е, среќа што се појавили некои паметни деца тамо што решија да направат ова што го направија денеска. Нако исто и да како роботи, некои како машини, како коњ со огла, поке му ставиш и само гледа напред, не гледа лево, десно, не знае што се случува од страна. Значи, ајде малку вие ќе дадат малку свежа крв, свежина. А еве, според вас, дали политичарите заборавиле како е да се биде или не биле студенти? Абе, политичарите, дали фрустрации многу ги вркале у времето за овие 30 години, бидејќи овие се сите за овие 30 години учени. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Ќе одиме повторно малку кај твитерџиите. Еве што извоевме од Твитер заедницата, Мите Најдов. Треба да се укине студентски оброк, пошто е трошок за буџетот. И под коментарот е оваа фотографија. Ние продолжуваме понатаму и верувам дека на 023070005 веќе го имаме и новиот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Хало. Секој добро, вие сте во црвена линија. Добро, борете. Нема проблем. Ајде да ви кажам јас. Јас сум студирал, така? Од поодамна. Не е во сегашно време. Ама топол оброк, не еднам проблем да сум имал, зашто не ми постоеше. Сега, сите се во студентски домови и по цела ден спијат младите, овие студентите, навечер се сите по кафичите и само одат во кафаните.
Намалете го тонот на ТВ приемникот. Го намалив само да видам, реков, дали сум јас. Вие сте, ве слушаме, повелете. Тоа. Ете така, госпожа. Госпожице, не знам што сте. Нема проблем. Тина сум секако, Зашто јас продолжете. не ве слушам вас некогаш. Се губи. И навечер си ода само за спиење. Он нив не ги интересира ни доручек, ни вечера. Само ручекот го обезбедува да каснат. Ете, тоа е. А ние никогаш не сме имале. Кој бре тоа го правил да има доручек, ручек, вечера? Никогаш. Никогаш, ама баш никогаш не било така. И сега се жал. Тоа се чисти глупости. Сите се со пари тие што студира. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Одиме веднаш и со нов гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ке подсетам дека на 023070005. Слушаме ли? Да. Слушаме ли? Одлично ве слушаме. Добре дојдовте во црвена линија. Да. Па и ве, дали сте биле студент, дали ве сте... Да, јас сум немал проблем за тие студенти. Ова? Така, продолжете, може и погласно малку подобро да ве слушнеме. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Ало? Добар ден, црвена линија. Добар ден. Јас сметам дека ова е политика на државата, која што сака комплетно да ги затвори студентските домови, за да ги земе некој приватен и да профитира. А тоа е за жал и последната генерација на студенти што уопште во Македонија ќе ги има за 3-4 години. Ви благодарам, многу пријатно. Ете, имавме гледачка која беше навистина јасна, но и куса. Благодарам тогаш и за вклучувањето. Во продолжение ќе видиме, предност даваме на гледачите. Ако имаме гледач, веднаш ќе вклучиме, ако не ќе продолжиме со Твитерџи. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на црвена линија сте. Еве, дали вие сте биле студенти, дали во времето кога бевте студент се водеше битка да се има топол оброк? Ќе кажам наискрено, ако сум јас на линија. Да, продолжете, вие сте. Така, во времето, јас сум сега 79 години, да ви кажам наискрено, тоа беше мислена именка, да има некаков си топол оброк. Ние сите си носене ајварчиња, пинџурчиња, сето тоа ставено, немаше ни фрижидери, немаше никакви, да речеме, помагала за чување, сето тоа стоеше на џам, како ќе се потроши преку тераса, преку џам, фрлен теглата долу и така натака. Значи, условите тогаш и сега се, значи, ко бок и шиширџија. Меѓутоа, ова ја го оправдувам да има оброк. И сега зависи тоа од студентите, кој колку е имотен, толку ќе ја користи таа кујна. Но сепак сите се, значи, зависни од таа кујна, затоа што сега условите на живот се толку многу тешки, значи и родителите немаат доволно средства да со ово што се качува, а ние стагнираме во место. И затоа ми се чини, кој што сака нека збори. Мензата е потребна, корисна и не треба никој да размислува да биде укината. Ете, ќе ја земе ово или оно. Некој треба да ја земе и да ги припрема тие оброци. Но тие оброци да бидат квалитетни. Според вас, политичарите заборавиле ли како е да се биде студент или не биле? Да ви кажам наискрено, политичарите заборавија на све, посебно на нас кои што ги гласаме, да бидат тамо каде што се. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Сега ќе покажеме уште еден твит, како еден вид насока и загревање за оние кои што понатаму, верувам, ќе се вклучат во црвена линија. Одиме со твитот на Наташа Георгиевска, која што вели: неколку пати пиши, бриши, правам. Не знам од кај да почнам да коментирам околу овој студентски оброк и се што прикажува. На крајот се ми се сведува на тоа како си дозволуваме ваков третман како општество. Ние сме една држава што постојано си пука во колено.
Ова е практично коментар на она што е постирано од Манче, односно Манче вели наградно прашање што е таа бела прашаста материја веднаш до јајцето и зденката. А така изгледа оброкот во студентски дом. Одиме понатаму. Добар ден за нов гледач. Ало. Одлично ве слушам. Ме Црвена слушате линија. одлично, а? Да, повелете. Јас сум студирал 70-тите години. Добро. Јас сум од Скопје. Не сум имал проблем за тој студентски оброк. Меѓутоа, мои колеги што студираат од бивша Југославија, тука беа доаѓа од провинција, од Србија, од Црна Гора, тие беа сместени по домови. Тоа кој сега се сеќавам, имаше топол оброк во студентскиот дом Стив Наумов, Гоце Делчев не беше направен, и во студентскиот дом у Автокоманд. Беа на оброк таму. Меѓутоа, сега не знам што е проблемот. Тоаш тие што зима стипендија од државата, не им се следуваше оброк. Сега им зима стипендија од државата, им сака да земат пари. А дали тие пари ќе ги намески ќе ги искористат? Кој ќе ги добија за оброк? Тоа е проблемот. Друго, домовите не биле функционални, не биле добри, руинирани. Па самите студенти ги чуваат тие домови. Они се во нив, не влегол никој нација да ги руши, да ги крчи. Треба ги чуваат и гледаат како нивни да се. Тоа е проблемот. Нека, че им дадат, во тоа време имаше бончиња, че му даде со бончињата, да си се хранеа до ручек вечера. И нас ми даваа колеги наши, че а дојде со мене да даеш ако сака. Сега што е тоа проблем? Овде е политика, ништо друго не. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Цениме што еве го споделивте вашиот став со гледачите. Ги охрабрувам и оние кои што се директно засегнати, особено оние кои што во моментот студираат, еве да го пренесат своето искуство. Во меѓувреме повторно ќе прочитам уште еден твит. Ве потсетувам 5 линии се активни на 023070005, а Вујко Ване вака напиша на Твитер: ние сме единствена земја во која неуките ги натераа студентите да протестираат против подобрување на условите за студирање. Добар ден, ако имаме нов гледач во Црвена линија. Ало, добар ден. Секој добро за вклучувањето во Црвена линија. Па еве, дали вие сте биле студенти, дали тогаш постоеше проблем со топол оброк и воопшто за условите? Вака, сега ќе ви кажам, јас не сум била студент, била сум средношколец и сум се хранела во студентска менза со абонирски книжки, со бончења, со се тоа. Значи, тогаш храната имаше и бурек, имаше и јогурт, и мусака, и бела тава, ама беше обилно и можеш да се најадеш. Сега имам студенти, двајца, што се во Скопје, и тоа се деца без родители, што едното дете, значи јас сум старател, едното дете доби во Гоце, другото доби, па него ни сместија. Сега морам да плаќам стан. Тоа сакам јавно да ме слушне министерот Јетен Шакири, зашто му пишував имејлови и 300 работи, ама ете, дете без родители, седи во стан, јас морам да плаќам кирија и станови, и сметки, и се. Од друга страна, значи има деца, родителите нивни што имаат купено станови во Скопје, ги издаваат под кирија, а децата им живеат во студентските домови. Јас тврдам дека студентите одговорно ги чуваат своите соби и својот инвентар и во Гоце, и во Пелагонија, и во Стив секаде, али тамо е тотален хаос. Децата во Стив одат во веце на бензинските. Сега на оброкот конкретно сакам да кажам уште нешто. Значи, децата 2400, што можеме да купиме за тие пари? Ништо. Да ги прашаме политичарите колку ни кошта менито во нивните во парламентот. За 120 денари имаат бешалица. За 130 денари имаат печење. Па дајте го тоа мени на студентите и нека они јадат со тие пари. Значи, секој ден ако ги поделат 20 работни дена или 20 учебни дена, па има да бидат сити пресити. Благодарам за јавувањето во Црвена линија и ве што директно го споделивте вашето искуство. Одиме со нов гледач. Добар ден.
Ало. Секој добро Ало. од црвена линија. Ало. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку Ало. слушалка. Ало. Стишете го телевизорот, намалете го тонот на телевизорот. Момент. Добро, во меѓувреме, еве, верувам дека гледачката добро не слушна. Ќе потсетам и оние што ќе се вклучат, не заборавајте задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот и само телефонски со нас црвена линија преку слушалка. Дали се слушаме? Одлично, во црвена линија сте, повелете. Ве слушаме, во црвена линија сте. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Дали сте студирале, еве, дали сте имале како студент проблем со Пред топол се да оброк? кажам, честита слава денеска Свети Козмо и Дамјан, светите лекари без сребреници. Честит имења на оние кои се викаат Козман и Дамјан. Па сум бил така студент на машински, но се вработив и не го завршив. Тогаш немаше такви работи во СФР, топли оброци, ни превоз имаше без пари возови, автобуси градски за студенти. Сега во наша Македонија ВМРО дори беше обезбеди без пари интернат за ученици, без пари превоз за ученици од селата до училиште во градот, без пари возови, без пари градски, компјутери, лаптопи, се даваше ВМРО за наши македонски студенти. Но сепак онни в дел заведени со шарена револуција застанаа против Македонија, против се македонско и против тие што кога беше СДС власт тамо некаде до 98 година или 2006. Еве, дали во семејството моментално имате некој кој што е студент? Не. Тогаш СДС им земаше по 1500 евра за една студентска година. И ВМРО, како народна партија, добра партија, од 1500 со СДС намали само на 200 евра партиципација за студенти. Тоа е драстична разлика. Покренали овие бенефици што ги направи. СДС е уништувачка партија, еве сака да му го скрати оброкот, топол оброк на тие наши македонски студенти. Ги повикувам да не берат гање само за топол оброк. 90 секунди е времето за јавување, односно за излагање на ставови и мислења кои што се добре дојдени. Јас повторувам денес, ги охрабрувам и оние кои што во моментот се студенти, еве да ни представат каква е реалната слика, со што се соочуваат и особено околу проблематиката со топлите оброци. Ако имаме гледач, веднаш одам со гледач. Добар ден. Добро вечер. Веќе е добро вечер, да. Да. Па еве. ВМРО, господино, да му кажам, образованието го направи пустош. Никој не зна колку факултети има во Македонија, колку универзитет, колку студентски домови. Може некој да ни каже, кои студенти штрајкуваат сега да знаеме? Оти во сите села, сите градови има студенти, образованието го сведе ВМРО на нула. И излегуваат сега само со пари, купат дипломи и сите се местат кај ќе најдат. А еве кога зборуваме за условите и тоа што... Иначе за условите да видиме во кој градови има студентски домови. Не може да сите студенти да му се обезбедат. Како ќе се обезбедат храна на сите, може и не одат на школа дома седија да му се обезбедат топол оброк. Се знае топол оброк се даваше тоа во студентските домови. Сега само политика е во прашање, ама немојме да кредиме глава да ова политика и Македонија страда, нити има некој ајр. Пријатно и фала. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Ќе прочитам уште еден твит од обичен човек. Вели вака, кога да работат, кога да слушаат предавања, да одат на вежби, кога да чекаат редови на студентски прашања, кога да пријавуваат испити, кога учат испити и кога да полагаат. Јас студирав пред 20 години, беше полабаво, ама немавме време и да работиме, сега со овој систем па ич. Ние сега кој имаме време за вас, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Здраво, Телма. Здраво, секој е добро, Поздрав вие сте. до црвена линија. Поздрав и до вас.
Па еве, сте биле ли студенти и дали кога сте биле студент биле поинакви условите? Имаше ли проблеми со топол оброк? Тогаш имаше наука, имаше знаење, имаше професори, немаше профитери, немаше полтрони партиски, немаше во секој мало местенце, да речем, испостави. Никакви. Со кои професори? Професорите се во Битола и Скопје. А за условите? Ајде Штип, да речем. Може и Штип да се вклучи. А еве за условите со кои што се соочуваат студентите денес? Студентите се соочуваат со монструозна власт. Ова не е власт, ова е власт од криминалци и полтрони и власт на криминалци и на полтрони. И ги повикувам, апелирам до студентите. Благодарам за јавувањето во Црвена линија и ќе направим една напомена задолжителна, значи слободно кажувајте го својот став, своето видување, онака како што и треба, а она што задолжително треба кога се вклучувате во Црвена линија, да ги избегнувате навредливите зборови, секако зборовите кои што алудираат на насилство или пак говори на омраза. Само толку бидејќи автоматски ни се вклучува Црвената линија. Не сакаме да ве изгубиме од неа, а секогаш може да се каже мислење без да се употреби никаков навредлив или погрден збор. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро, вие сте во Црвена линија. Вака, сакав да ве поздравам и да кажам дека супер ви емисијата и благодарам. Мора некогаш и луѓето да се слушнат, само не знам дали доаѓа ова до ушите и дали некој има слух за темите. Драго ми е што може секој еден да си го каже своето мислење, точно без навредливи зборови или било што. А во секој случај само сакам да прашам, не да прашам, него во врска со темата да кажам дали ова беше начинот за да ги задржиме младите во Македонија. Имаме толку умови што ни се одливаат во странство и сега предлог законот на абсолвент да не му се даде оброк, тоа е жално. Значи, тој абсолвент дошол до 4-5 година и сега да биде дискриминиран. Мада е повлечен, нели сега законот, ама некои работи не се во ред. И со стипендиите беше исто, им ги намалија, па ќе конкурирате за други. 3500 имаш, ако добиеш 6000 добро, ако не го губиш правото и на помалата, нема не по високата. И за жал тоа е. Поздрав, само уште тоа сакам да ви кажам. Благодарам. Остана уште не малку време, но секако благодарам што одлучивте дека тоа е се што имавте да кажете за оваа тема. Секако продолжете да не гледате. Одеме со нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, Црвена линија. Вака, една културна реплика, ќе ве молам ако може, за пред Тале од Филип се јавува како припадник на една партија. Ало, дали да, продолжете, ве слушаме. Ви благодарам, вака, се извинувам. Многу лаги кажуваат и партиски работи. Семестрите и за време на ДПМН и за време на СДСМ се по 200 евра и 100 евра зависи. А топол оброк имало во бивша Југославија, не дека немало, он изгледа не бил на Машински факултет, тој не знае ни каде е, тој се извинувам на изразот на А еве според вас факултет. како ги коментирате еве условите со кои што се соочуваат денес студентите? Па мислам дека тешки услови имаат студентите затоа што и вака имаме многу факултети. Тие факултети кои ги отвори за време 11 години ДПМН, тоа беше промашена работа. Верувајте дека е промашено, се соочуваат со секакви проблеми. Тамо има трошкови, а студенти нема. Има 40 административци, 20 професори, а 5 на студенти. Што е тоа? Тоа е се промашено. Затоа тие работи кои се отворија за време на ДПМН, за перење пари и за штанцање на дипломи, се е промашено. Толку имам да им оставам, некултурно е да говорам и понатаму. Благодарам секако што се јавивте во Црвена линија. Ќе продолжам со твит на Јарослав Мудриот, кој што му ретвитнува на Дете лошо.
Вели, оди само влези у било кој студентски дом и направи споредба со студентски дом од било која држава па збори. На нашиве студенти им се одземени буквално сите привилегии и им се скратени основните услови за нормален престој. Според тебе треба да молчат за сите недостатоци? Секако во црвена линија не треба да молчите, треба да го кажете вашиот став. Добар ден за нов гледач. Добар ден. Секој добро? Ета, значи јас не можам, иднината е како? Иднината се младите. Кога доаѓаат, значи студентите да штрајкуваат, што да очекуваме друго? Ја не знам дали овие функционери биле студенти или они кога студирале изгледа студирале малку на друг начин, та затоа не знаат имаме како... такво анкетно прашање, дали политичарите заборавиле како е да се биде студент или не биле студенти? Не, тие студирале на друг начин, исто студирале тука дома, така капом и шаком од сите страни да ме кажувам, затоа не знаат зашто викаат сит гладен не верува. Меѓутоа, нели иднината, нели ќе враќаме млади, нели нема да одат, што прават они сега? Сега ги бркаат младите. Па како можете вие на еден студент треба да му обезбедите прво храна? Значи тој треба да може да учи, да може да живее, треба да има топло. Како ќе учи тој да се Ја не можам да сватам дали имаат, ја никој пат не сум го кажала, можам да кажам грам мозок. Значи ова е стварно нешто ти на млад човек, на студент, да му направиш ваков хендикеп, да му сопрува све што треба, што најосновно. Значи они ништо, они не треба ни да плаќаат за храна. Треба државата тоа да финансира. Та не може сите на богаташите у приватни овие кажи ги факултети, се знае каде студират и како студираат, за нив нема ни паѓање ни ништо, и сега видите се твртуат на овие кај што се најхендикепирани, кај што се... Благодарам, ќе посетам внимателно со тајмерот, 90 секунди е времето, автоматски се исклучува. Автоматски вклучуваме нов гледач, добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Чиста вистина. Далечни 70 години, да ги утешам студентите. Штрајкува 6 месеци. Али дојде меѓу време Велко Влаховиќ и крена стапот. Господо академци, идите куќи и ја вам обечавам, ову трету ногу сам добио у Шпанiji, boreći se za vas. Vi ste naše nasljedstvo i radnička klasa. I posle godina dena studentski dom Goce Delčev za Pazarot Tataliže se napravi. Sve što je aluminsko, to je naše. Pa i Muarem El Gaddafi, mnogo crnci studira tamo i ovo ono. Ne bojte se, ne se plašite, gospodo studenti. Ke se rodi nekoj Veljko Vlahović. A jas kako rabotnik patam 23 godini, ne mi kažuat koji mi ja jade blatata. Pošto aktivni firmi mi zatvorija so rešenja do novog rabotovanja ili penzioniranje minimalna plata na nivou država. Ке кажам, Ајме според вас да ве прашаме дали политичарите заборавиле како е да се биде студент или не биле студенти? Господо академци, вие сте наше наследство. Поздрав! Поздрав, благодарам за јавувањето во црвена линија. Ке прочитам и понатаму твит од Moon Pearl, вели: а заборавив и апсолвентите немаат право на студентски оброк. Оти тие не се студенти изгледа. За свеки и цитостатоци да си ги дадете парите што им ги земате на јадните студенти. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Како и да е, сега малку ќе одмориме со реклами и следуваат резултатите од анкетата. Време да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Ако не следите таму, направете го тоа, па утре гласајте или дадете одговор. Ама денес резултатите на прашањето дали политичарите
заборавиле како е да се биде студент или не биле студенти, се следни. Дека биле студенти одговорија 18%, а не биле 82%. А тука и крајот на ова денешно издание. Големо благодарам за оние кои што се вклучија во денешната емисија. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија. Ние утре во истото време со нова тема за вас. Довидување.